Добро вечер. Ви благодарам што сте на Канал 5 со централните вести. Почнуваме со насловите од денеска. Сметката за испадите на Рамадани ќе ја платат останатите кандидати на вреди во Тетово, Дебар и Струга. Кажуваше во една екзалтирана состојба, но мислам дека направи голема грешка. Мицкоски најави негово разрешување по изборите. СДСМ до среда ќе соопшти со кого ќе соработува во вториот круг. Етничката припадност нема да биде критериум. По изборите, Филипче најавува и промени во раководството. Сега овие избори се еден показател за тоа како да се поставиме и како да функционираме. Со 11 нови авиолинии, утре стартува зимскиот ред на летање на аеродромите во Скопје и Охрид. Ваква револуција во авиосообраќајот во Македонија не е видена со децении. Од Охис се шири миризба, но нема опасност од линданот. Инспекторатот направил вонреден надзор. Нема никакви действија, ништо не се случува таму. Француската полиција уапси двајца осомничени за спектакуларниот грабеж во Лувар. Бегале за Алжир и Мали. Етничката мобилизација што ја прави кандидатот на вреди во Брвеница, Хаким Рамадани, е себичен потек и голема грешка, која што ќе се одрази и на останатите кандидати на вреди во вториот круг. Порача премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски при денешната посета на општината. По изборите најави негово разрешување од директорската функција во Инспекторатот за локална самоуправа. Михајло Видимлиски. Секој што зборува за етнички поделби не им мисли добро ниту на македонците, ниту на албанците. Вака премиерот и председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски ги оцени повиците на кандидатите на вреди и дуи од нивната заедничка мисија во диаспората да се гласа за кандидатот албанец во Брвеница. Рече дека откако Хаким Рамадани ќе ги изгуби изборите, ќе биде разрешен од позицијата која извршува во овој момент, директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа. Мицкоски и кандидатот за градоначалник на Брвеница од неговата партија Јовица Илиевски сметаа дека жителите на оваа општина ќе ги отфрлат ваквите повици да се гласа по етничка линија. Со жалење го слушав се тоа на кое што против кандидатот на Јовица го кажуваше во една екзалтирана состојба. Не знам дали беше тоа специфичен момент за него, но мислам дека направи голема грешка. Направи голема грешка пред се за кандидатите за градоначалници од истата онаа коалиција од која што тој настапува. Замислете што ќе се случува сега во Тетово, во Струга, во Дебар и во одредени други општини. Тоа што тоа го кажа овој кандидат дека за градоначалник влијае врз неговата положба во иднина, откако ќе ги изгуби изборите најпрвен тука во Брвеница, ќе биде нормално разрешен од позицијата која што ја извршува во овој момент. Изминативе денови со голем број представници на меѓународната заедница, многу влијателни, зборувавме многу сериозно, бидејќи тоа стигнало и до нив, така што и тие гледаат со големо жалење и просто со неверување тоа што го слушаат, дека некој во 21. век може да користи таков речник. Општина Брвеница и јас како градоначалник, без разлика на етничка верска припадност, значи фокусирани сме на проекти и сакаме да продолжиме во тој тренд. Значи улици, патишта без разлика на село, на население, сите се равномерно застапени во општината. Овие повици на поделба на никого не носат добро. Населението докажи во првиот круг, значи тогаш имавме албански гласови и сега ги очекувам. Значи за соживот докажано е и уште еднаш повик во сите. Не сме за омраза, не сме за поделба. Мицкоски и покрај правичниот став на Билјалка сами дека во вториот круг ќе го поддржат Фатмир Дехари за Кичево. Смета дека со партиското соопштение вреди јасно дале до знаење дека сепак нема да го поддржат. Еве јас го слушав да речеме Фатмир Лимани, кој што апсолутно не повика да се гласа против кандидатот на ВМРО ДПМН во Кичево. Тоа е прво. Второ, коалицијата вреди испрати соопштение дека не го поддржува Фатмир Дехари како градоначалник, како кандидат за градоначалник во Кичево
а и да се обидува и сега еве да биде градоначелник. Во однос на повиците за предвремени парламентарни избори, Мицкоски рече дека останува на ставот дека не се потребни, но им порача на лидерите од опозицијата да внимаваат што посакуваат, бидејќи како што рече, тоа може и да им се исполни. Кај Вреди се забележува одредено ретерирање во ставот за Кичево, оценува политичкиот аналитичар Петар Арсовски, кој очекува на крајот партиската припадност да ги надвладее етничките разлики. Македонија во основа се движи во три фази во таа насока. Едната е етничко гласање, односно гетоизација по етничка основа. Второто се предизборни коалиции, кои се појавувале, сега се губат. Еве гледаме владеачката коалиција имаше предизборна коалиција која сега се крши за Кичево, и третото би било граѓански партии. Јас мислам дека сме ние заглавени помеѓу првата и втората фаза. Да, може тоа да не врати назад, но сепак мислам дека политичката логика кај партиите ќе преовлада и дека ќе се сплотат околу своите политички коалиции наместо етничкото обединување. Вреди е помалиот партнер во владата, така што логиката на поголемиот партнер ќе преовлада. Веќе гледаме едно известно ретерирање од страна на Вреди, со исклучок на Брвеница, каде мислам дека кандидатот има своја собствена политичка идеологија, но првата изјава на Вреди дека ќе поддржат етнички кандидат сега веќе омекнува и исплакнува. Мислам дека политичката логика кај партиите ќе надвладее. Председателот на СДСМ Венко Филипче една недела по првиот круг од локалните избори денеска ги проложи партиските активности со посета на штабот во Скопски аеродром. Најави дека до среда ќе соопштат со кого ќе постигнат договор за поддршка во вториот круг, но рече дека етничката припадност нема да биде критериум. По изборите тој најави кадровски промени во раководството. Дејан Трајковски ги има неговите ставови. Најдоцна до среда ќе се знае кому СДСМ ќе даде поддршка во вториот изборен круг онаму каде немаат кандидати, најави председателот на партијата Венко Филипче, кој откри дека веќе се одвиваат меѓупартиски преговори. Одлуката првенствено вели ќе се носи согласно состојбата на општинските организации и расположението на граѓаните каде ќе има избори, но е дециден дека етничкиот фактор кој зема замав пред вториот круг нема да е критериум во одлуката. Побар од граѓаните да го дадат гласот за кандидатот на СДСМ во аеродром Трајановски, кој исто така посочи дека веќе е во разговори за поддршка. Добрите меѓуетнички односи се нешто што треба да останат приоритет. Од друга страна, факт е дека граѓаните многу често гласаат по етничка линија. Нема да се водиме по принципот на етничката разлика, разговараме со сите политички чинители, не е тоа само Кичево, Брвеница, станува збор за Скопје, станува збор за тоа што и како ќе се поставиме во Карпуш, во Кумано. Во рамките на тие разговори, апсолутно разговараме за двете работи. Таму каде нас ни треба поддршка и таму каде ние требаме да даеме поддршка. Неофицијално водиме разговори, ја ги знам сите кандидати и лично ги познам кандидатите, со голем дел и се видов на база на локално ниво, ама официјално не сме се преговарале со никој. Што се однесува до председателската позиција, Филипче уште еднаш потврди дека останува на чело на СДСМ, но дел од членовите на раководството на партијата откри дека ќе бидат променети, но за кого точно станува збор, вели ќе се знае по изборите. Според него, консолидацијата на партијата, која пред година и пол ја начекал во тешка состојба, веќе дава резултати, споредбено со претходните избори. Дозволете да најавам политички кадровски промени во раководството во следните недели после изборите, зашто ќе бидете известени. После еден таков тежок пораз лани, после една интензивна работа, сега овие избори се еден показател за тоа како да се поставиме и како да функционираме во следниот период. Посебно во тие општини каде што не го постигнавме посекуваниот резултат, да продолжиме со интензивна работа. СДСМ во првиот круг успеа да победи во 3 општини: Крива Паланка, Кривогаштани и Богданци, а остануваат во трката за уште 17, меѓу кои Скопските аеродроми Центар, Дојран, Македонска Каменица, Валандово, Виница и Крушево. На една недела до вториот круг, кандидатите што останаа во трката ја засилуваат својата кампања. Особено интересна се очекува да биде битката во Центар и во Карпуш. Ова
Оваа улица е 50-та дивизија која со години е заборавена и запоставена. Јас се обврзувам дека уште во првите 6 месеци од мојот мандат улицата ќе биде целосно реконструирана. Ќе изградиме нов коловоз, тротоари, пешачки и велосипедски зони и зелен појас. Ќе воспоставиме ред во паркирањето и ќе воведеме резидентни паркинг места за жителите, конечно да имаат приоритет пред сите други. Секако, и овие кабли позади нас ќе бидат под земја. Започнуваме со хортикултурно и партнерно уредување на потегот од Зеленото пазарче до улица Македонија. Поставуваме нова изолација за спречување на течење на вода во подземните гаражи, а целата површина ќе добие нови плочки, зеленило на 2400 квадратни метри, модерно лето осветлување и урбана опрема. Поставуваме и нови детски реквизити, кошаркарско игралиште со нова подлога и систем за наводнување. Нема пробивање на нова улица. %2 од општинскиот буџет ќе биде враќан назад кон урбаните заедници, а тоа значи од 15 до 25.000 евра годишно во зависност од бројот на жителите. Тоа значи дека граѓаните нема да имаат потреба да за ситни работи се јавуваат во општината, туку сами ќе одлучуваат и ќе имаат сопствен буџет за обележување на пешачки премини, за поставување на стопчиња, за реконструкција на тротоари. Од овој ден за уште 7 дена ќе завршат старите пракси, ќе ги снема старите ликови со старите трикови кои низ 16 години власт ни ја распродадоа општината. Некои фрлајки муабети за Скопје на Вардар, на Дланка, на сувод не распродаде низ годиниве. Знаеме колку паркови се претворија во згради, знаеме колку непринципиелни договори и колку криминални дупови видовме сите ние овдека што сме во салава. Кандидатот за градоначалник на Скопје, Орце Ѓоргиевски, денеска потпиша декларација за подобро шуто Оризари, заедно со неколку партии на ромите во земјава. Кажа и дека обединети застануваат зад кандидатот Ерџан Демир. Граѓаните од Шуто Оризари се третирани долго време како граѓани од втор ред. Мојот концепт е Скопје еднакво за сите граѓани. Тоа подразбира рамномерен развој во секоја населба, во секое населено место, да сите имаат еднакви услови за живот. Дополнително овде во програмата имаме ветено на барање на жителите културен дом Есма Реджепова, место каде што младите ќе можат да се дружат, да креираат, но и повозрастните да го поминуваат своето време. Иако многупати најавувана, се уште никако да се случи реставрацијата на Скопскиот аквадукт. Граѓани алармираат дека од него се крадат цигли и камења. Од утре почнува зимскиот распоред за летање од Скопскиот и од Охридскиот аеродром, со што земјава се побрзува со уште 22 нови дестинации. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски оцени дека со нив ќе се привлечат повеќе туристи и бизнисмени. Со зимскиот распоред на летање, веќе од утре 27 октомври, од Охрид ќе се лета за Базел, исклучително значајна дестинација, затоа што Охрид го отвараме не само за туристите од Швајцарија, туку и за туристите од Германија и од Франција, затоа што ова е така наречениот европски аеродром кој што ги спојува овие три држави. Од Скопје ќе се лета за Стокхолм на главниот аеродром, ќе се лета за Штутгарт, ќе се лета за Бари, Италија, Ларнака, Кипар и сето тоа веќе почнува од утре 27 октомври. Ако на ова додадеме дека од април ќе се лета и до Будимпешта и до Неапол, ова е целосната слика за она што го прави владата за да привлече нови авиолинии кои што се субвенционирани за оние кои што доаѓаат во Охрид, односно во Скопје, затоа што субвенциите се наменети за патник по доаѓање. Ваква револуција во авиосообраќајот во Македонија не е видена со децении.
Министерството за животна средина и просторно планирање соопшти дека на локацијата на поранешниот индустријски комплекс Охис нема истекување линдан. По пријава од граѓаните од околината, во средата бил направен вонреден инспекцијски надзор и не биле констатирани пропусти во безбедноста. Ниту пак имало траги од истекување. Во Охис денеска беше Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Нема истекување на линдан од Охис, потврдил инспекцијски надзор од страна на вонредниот инспекцијски надзор. Во писмено соопштение извести од Министерството за животна средина. Инспектори од Инспекторатот за животна средина биле на терен во средата и не потврдиле никакви промени. Имаше жалби за непријатна мирис од кругот на Охис, не од мирис на линданот, туку од мирис на изгорена пластика. Заедно со Државниот инспекторат беа и општинските инспектори на кисела вода, значи беше координиран надзорот и е утврдено дека околу балонот во кој што имаше активности за изнесување на линданот, на малата депонија која што е покриена со линдан, нема никакви действија, ништо не се случува таму. Ова вчера, не знам од каде излезе дека имало некој истекување на линданот. Првин линданот не може да истече затоа што тој е во прашкаста материја, тој е помешан со земјата таму. Од Министерството за животна средина објаснуваат дека редовно се вршат контроли на двете депонии. Малата депонија се уште е во процес на чистење. Отстранувањето на линданот и други опасни и штетни материи започнава во 2021 година. Уништени се 1932 тони линдан и 586 тони почва контаминирана. Во малата депонија остануваат 636 тони линдан, 2613 тони контаминирана земја, 1120 тони контаминиран бетон и околу 70 тони жива. Големата депонија се уште не е почната со чистење, каде што се проценува дека има повеќе од 50.000 тони контаминирана земја и канцероген линдан. Слична таква депонија со 40.000 тони линдан има во местото Пеленица во близина на Скопско Драчево. За чистење на малата депонија потребни се 7 милиони евра. Од Министерството за животна средина најавува дека малата депонија во скоро време ќе почне да се чисти. Големата депонија се уште стои. За незиното чистење потребни се 100 милиони евра. Иако многу пати најавувана, се уште никако да се случи реставрацијата на Скопскиот аквадукт, кој што од 2021 е прогласен за споменик од особено значење, со што доби највисок степен на заштита. Освен што е оставен на забот на времето, граѓани на социјалните мрежи алармираа дека од него се крадат цигли и камења. Таму беше Здравко Димитров. Ке се промени ли поразителната судбина на Скопскиот аквадукт? Историското богатство на Скопје и натаму представува една од незачуваните локации ширум државата. Ронење на самата градба, исцртани графити на дел од столбовите, како и расфрлан отпад на сите страни е сликата која е забележлива во околината на археолошкиот локалитет, а не израмнетата земја над која поминува аквадуктот, овозможува пристапност само за теренски возила. Аквадуктот во Скопје е оставен на забот на времето, иако институциите најавија негова реконструкција, се уште не се знае кога ќе блесне неговиот сјај. Иако пред неколку месеци граѓани кои се борат да ја зачуваат околината и да го сопрат загадувањето, организираа еколошка акција во која учествуваше и речиси целиот државен врв. Непосредно до аквадуктот повторно е создадена мини депонија. На патот кон локалитетот нема ниту еден знак дека во близина се наоѓа древниот водовод, а столбовите кои го држат аквадуктот со векови полека, но сигурно се распаѓаат. Столбовите од камен и тули кои го држат аквадуктот од ден на ден се помалубројни и недостасуваат, а граѓани на социјалните мрежи алармираат дека некој намерно го оштетува наоѓалиштето, ги кршат и крадат циглите.
Аквадуктот во 2021 година беше прогласен за споменик од особено значење и доби највисок степен на заштита, а министерот за култура Зоран Љутков лани во декември рече дека со грант од $205,000 добиен од Амбасадорскиот фонд за културно наследство на САД ќе се реставрира целиот локалитет. Од Министерството сега велат дека надлежностите за аквадуктот припаѓаат на Конзерваторскиот центар Скопје, но до почетокот на овие вести од нив не добивме одговор. Скопскиот аквадукт се смета дека е изграден во античкиот период на Римското царство во времето на Јустинијан I, поради што се нарекува и Јустинијанов аквадукт. За него се претпоставува дека била спроведувана вода од изворот Лавовец во селото Глуво на Скопска Црнагора до повеќе локации преку цевки кои оделе од запад кон исток. Наоѓалиштето последен пат е обновено по скопскиот земјотрес во 1963 година, кога биле поправени 3 лака и 2 столба, кои паднале поради неговата јачина. Тоа беше се во централните вести. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер.